Сад нам на сите. Како сме? Јас сум добро, благодарам. Хари е добар. Добри сме и двајцата. Се јавувам за да соопштам нов предизвик. 40 дена медитација предизвик. Некое време медитирав за да дојдам до изборот. Сакав да одберам нешто кое резонира со мене, за да може и да го пренесам. За да може да заедно да го практикуваме. И одбрав да ја правиме сад крија. Сад крија. Некој од нас практикувале до сега сад крија, за некој е комплетно нова пракса. Во секој случај во ова видео ќе научиш, ќе ги дадам инструкциите како правилно да правиш сад крија. Сад крија е бисер во кундалини јога. Ако немаме време за ништо, а сакаме нешто да правиме, тогаш се советува да правиме сад крија, бидејќи работи на многу аспекти во нашето постоење, работи на повеќе димензии. Сад крија помага во балансирање на долните 3 чакри, првен ги регулира, потоа ги балансира и потоа ги подигнува. Многу нефункционалности, како што се депресија, анксиозност, дигестивни проблеми, хормонални проблеми, здравствени проблеми генерално, доаѓаат од небалансирани долни чакри. Па ако сакаме и нашата несвесност е поврзана со функцијата и работата, колку добро работат или не работат долните чакри. И потоа има аспект за кој не сме свесни, не знаеме. Што не знаеме? Ние на вистина не знаеме што се случува во нашиот организам. Нели? Океј, може да имаме, да приметуваме одреден дисбаланс, може да имаме одредена диагноза. Меѓутоа, изворот зашто тоа се случило и како се случило, во суштина ние не го знаеме. Ниту нашиот доктор може да го насети, бидејќи секогаш во игра се толку многу аспекти во организмот, а организмот е многу совршен механизам. И сега во организмот толку многу аспекти се во игра, за да не одржи будни, да се надеваме здрави, окей, присутни, витални. И сега ние само ги гледаме последиците, меѓутоа не знаеме што всушност се случува во нашиот организам. Тоа што се случува во нашиот организам е механизам на природната интелигенција. Природната интелигенција во нас е таа што прави да функционира организмот или да не функционира, бидејќи нешто не е хармонизирано, нешто не е разбудено, нешто не функционира внатре во организмот. И сега сад крија ја активира природната интелигенција во организмот, го отвара патот на будноста и отварајќи го патот на будноста постепено работи на аспектите на кои им треба внимание, на кои им треба исцелување, а за кои, кажав, во основа ние не сме свесни дека се случува нешто, односно не сме ни свесни од каде доаѓаат симптомите кои ги имаме. Нашата главна цел е будење и да останеме будни. Меѓутоа во процесот исцелувањето на овие аспекти од нас, од себе, кои не се хармонизирани, се случуваат природно кога активираме будност. И сад крија е од тие крии кои работи длабоко и темелно во телото и хармонизира таму каде што е потребно. Кога читаме за сад крија ќе најдете многу информации на интернет. Сад крија помага во депресија, сад крија помага во анксиозност. Зборувам за исцелување на анксиозност, депресија. Сад крија помага за дигестивниот систем,
во регулирање, зајакнување на дигестивниот систем, зајакнување на нервниот систем. Лимфниот систем го регулира, циркуларниот систем го регулира. Работи на зајакнување на скелетот и на мускулатурата. Да, со седење и ние во суштина кога правиме сад крија, немаме активност каде што се движиме, меѓутоа во сад крија е активност во која телото прави многу. Сад крија е активност во која телото прави многу и токму тоа значи крија, значи активност. Кога правиме сад крија, имаме и движење, имаме и мудра, имаме и мантра, имаме и фокус. Имаме сите аспекти кои прават една пракса на јога да е комплетна. Значи имаме комплетна пракса во една единствена вежба, која се вика сад крија. И затоа Јоги Баџан кажува, ако немаш време за ништо, тогаш прави само сад крија и си покриен. Работи на видливите аспекти, на физичките аспекти, меѓутоа и на невидливите, суптилните аспекти од нашето постоење. Сад крија е една од моите омилени. Јас до 3-тиот месец од бременоста сад крија секој ден. Потоа се паузира во бременост и додека новороденчето е мало, не се подигнува енергијата нагоре, меѓутоа сега Хари е 17 месеци и веќе можам одново да почнам со праксата и затоа и сум заинтересирана за овој медитативен предизвик, бидејќи знам колку многу за мене има направено сад крија и колку многу поинаку се чувствувам кога ја правам сад крија. И сега, како правиме сад крија правилно? Ако сме нови, пред да почнеме да правиме сад крија, се вклучуваме со Ади мантра. 3 пати чантаме Онг намо, Гурудев намо. Ја правиме сад крија и на крај завршуваме со 3 долги сад нам. Онг намо, Гурудев намо е дадена под видеото и можеш да читаш мантрата и за неколку повторувања, со неколку повторувања веќе ќе ја правиш. За сад крија можеме да избереме било која седечка положба во која рбетниот столб ни е исправен. Било која. Оригинално е дадена во рок позиција и во целибат, може и во целибат, може и во лотус. Ти за себе одбери во која положба ќе ја прави сад крија. Значи најпрво седнуваме, рбето да ни е исправен. Потоа ја местиме мудрата. Дадена е и во молитва, меѓутоа ние сега ќе практикуваме оваа мудра на сад крија, која е сите прсти се исплетени, палците се споени и покажуваат нагоре, а показалците се еден преку друг. Десниот показалец за жената одозгора, за маж левиот. Оваа мудра ја држиме во линија со 7-та чакра и нагоре. И сега тука ќе внимаваш. Предните раце треба да бидат една према друга, за да не се случи ова. Подигнување на рамења, подигнување на плешки, не. Во сад крија цело овој дел на горниот грб е релаксиран. Рацете ги држиш над главата, сосема релаксирано. Во прво време може би нема да можеш да ги исправиш во лактите, во ред, прави со свиткани лакти. Меѓутоа држи ја мудрата над глава. Ова е за мудрата. Сега, имаме мантра. Мантрата е сат,
нам. Се повикуваш на својата вистина, се поврзуваш со своето изворно себе, се поврзуваш со твојата душа, се поврзуваш тоа што е длабоко во тебе и што те анимира со живот. Тоа е сатна. Тоа е сатна. Тоа значи. Има многу значење, можеме многу да филозофираме. Суштината е сатнам е мантра која те поврзува со себе, се вовлекуваш во себе и ја истражуваш твојата натрешна природа. Преку пракса зборувам, не дека во буквална смисла почнуваш да анализираш све што ти се случува. Значи мантрата ни е сат нам. На сат сега имаме движење, значи ова е веќе трет аспект. Имаме движење и целото движење доаѓа од папокот. Папокот. Нема мулбанд, нема стегање доле клуч, само од папокот. И папокот прави внатре и нагоре на сат, собираш и малку нагоре како кон диафрагмата. Сат, на нам, пушташ. Сат, нам, сат, нам, сат, нам, сат, нам. Како, замисли како кога гори свеќа и како гори пламенчето, трепери. Значи, такво е движењето, не е сат, собираш па тука седиш, нам. Туку е многу нежно. За сето време правиме сат, нам, во ритам. Не е споро, не е споро, не е ни брзо. Има ритам. Сат, нам, 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 сат, нам. На секој сат го собираш папокот сат, нам. На секој е нам го отпушташ папокот нам. Сат, нам, сат, нам, сат, нам. Прекрасно. Имаме и фокус. Двете очи гледаат кај третото око. Затворени. Кај ни е тоа трето око да видам? Го активираш просторот на предниот мозок помеѓу вегите и нагоре и тука гледаш. Фокусот ќе ти бега, меѓутоа ти одново ќе го враќаш додека практикуваш. Правиме сат крија. 3 минути или 11 минути. Ти ќе одбереш. Меѓутоа, сите нови кои за прв пат прават сат крија, ќе почнат со 3 минути. Ако 3 минути е многу и за почеток, тогаш ќе почнеш со 1 минута. Па полека после неколку дена, после една недела, зголеми, 2-3 процени, слушај го телото, кога ќе можеш тогаш. Може би дури на 20-тиот или на 30-тиот ден ќе дојдеш во ситуација кога ќе можеш да ја правиш 3 минути. Сосема е окей. Тогаш правија тогаш. 3 минути. Ова е процес. Не е нешто што почнуваме да го правиме и сега дигаме сите тегови од 10 килограми. Не. Ова е пракса која е многу моќна и затоа треба да се однесуваме многу суптилно и нежно со праксата и да дозволиме да работи оваа природна интелигенција без да ја форсираме. Ако ја правиме 3 минути, кога ќе завршиме, 3 минути одмараме. Ако ја правиме 5 минути, 5 минути одмараме. Секогаш после сат крија одмараш онолку време колку што си ја практикувал. Можеш и подолго, меѓутоа минимум е онолку колку што си практикувал. Следно што е важно. Ќе објаснам и во седењето како правилно да се наместиш. Сакав да споменам за
уште еден момент, во рок позиција кога седиме, па и во другите позиции кога седиме, мора да внимаваме на грбот да не е свиткан премногу, ниту пак да е премногу да сме искривени кон напред, ниту свиткани кон назад. Значи да е исправен. Рбето треба да е отворен. Затоа задолжително имаме клуч на брадичката за сето време додека ја правиме сад крија. На крај, кога завршуваме со сад крија, остануваме во положбата. Вдишуваме длабоко, повлекуваме ректум, секс орган папо, ги држиме мускулите на овие мускули, колку што можеме најдолго. Вообичаено се дава предлог од 20 секунди. Меѓутоа, ако можеш помалку или повеќе, тогаш работи со твоите моментални способности. И тоа го повторуваме 2 пати. Значи повторно вдиши, издиши, мувбанд 20 секунди, издиши. Третиот пат ги правиме сите клучеви на издишување. Мувбанд, диафрагма клуч и брадичка клуч. Како? Вдишуваме, издишуваме комплетно, повлекуваме мувбанд, стомакот кон натре и нагоре за диафрагма клуч, клуч на брадичката и остануваме без воздух онолку колку што е удобно да останеш без воздух. Во исто време ја чувствуваш енергијата околу себе. Кога повеќе не можеш да бидеш без воздух, вдиши, издиши, спушти ги рацете, неколку мигови, фокусирај се во себе и кога ќе се чувствуваш спремен, легни во релаксација. Релаксацијата е исто битна колку што е и самата крија. Во периодот на релаксација, тоа што сме работеле за време на кријата, почнуваат да се случуваат промените. Значи, тогаш телото се адаптира, тогаш природната интелигенција почнува да делува врз основа на тоа што и е зададена задача. А ние сме задале задача, односно, правејќи ја кријата е задавање на задача. Завршува релаксацијата, се нуваме во повторно во исправени и завршуваме со долги садна. Сад крија ќе практикуваш секогаш кога стомакот е празен, идеално, или најмалку 2 часа после нормален лесен, што е нормален, нели? После лесен оброк. Ако можеш наутро, ако можеш навечер, измеѓу. Важно ти одбери тебе која ти одговара. Ако можеш во истиот термин, од прилика, тој термин прави е така, има удел и тоа. Меѓутоа, ако не можеш, ако си кога најдеш период, тогаш прилагоди се како што ти одговара. Важно е да ја правиш секој ден 40 дена. Ако пропуштиш еден ден, почнуваш од број 1 одново. Кој не може да ја прави? Бремени мајки после 3-тиот месец во нормална бременост ја правиме до 3 месец. Ако бременоста е комплицирана, не ја правиме воопшто. Меѓутоа, после 3-тиот месец веќе сад крија не. Ако си млада мајка, ако имаш новороденче, до годинка, не ја прави сад крија ако доиш. Ако не доиш, прави ја. Во циклус може да го зголеми крварењето, затоа во тој период од 1 до 6 или до 7, зависи колку имаш, седни како што би седнала за сад крија и само диши нежно, диши сад, издиши нам. Сакаш да останеш, да го држиш просторот за твојата пракса. Ако е циклус, не значи дека веќе се откажуваш од твојата сад крија. Држи го просторот за твојата пракса, диши лесно, не ја прави сад крија од 1 до 6 дена, некој има 1 ден циклус, некој има 3. И потоа само на овие 40 дена
додај уште оноку колку што биле денови на циклус. Ако има прашања околу ова, слободно. Сега ќе ја објаснам и 1-2 минути ќе ја направиме заедно. Во седењето. Ние ќе ја правиме во рок позиција. Јас ќе ја правам во рок позиција, ти одбери во која рок позиција. Во која позиција ќе ја правиш? Рок позиција е кога седиме на колена. Грбот, средниот грб особено. Има тенденција кога седиме во сад крија да бидеме вака, за да бидеме исправени. Ова не е правилно. Или вака, за да ни биде полесно. Ради напред, долниот грб исправен, средниот грб исправен. Рацете од седмата чакра, од врвот на главата, која ќе подигнеш линија, во права линија кон горе. Нема напнување во рамењата, ниту во плешките. Оваа положба лесна. Сат, нам, папо, натре и нагоре, сат, нам, во ритам, сат, нам. Сега си има тенденција, што не е во ред, да споменам, цело тело да се мрда. Сат, нам. Не. Во сад крија телото е фокусирано на ова суптилно движење, а не на мрдање на целото тело. И следи ритам, ако не работиш со ова видео, ако работиш сам, следи ритам кој е константен и не е долг и од прилика звучи вака како што ние ја правиме тука заедно. Очите се затворени и гледаат кај третото око. Може да се наместиш, јас ќе почнам, слушни ме неколку пати, слушни и потоа почни и ти. Здивот се регулира природно, бидејќи имаме мантра, не треба да размислуваме како е здивот. Сат, нам, Диши длабоко. Диши, тело релаксирано. Задржи здивот. Повлечи ректум, секс орган папок, држи клуч. Гледај кај третото око. Чувствувај на врвот на главата. Држи најдолго што можеш. Издиши и фокусира енергијата на издишување кон врвот на главата и преку прстите. Ослободуваш и ќе почнеш да чувствуваш како ја слободуваш енергијата. Издиши.
И сега повторно вдиши длабоко. Релаксирај телото, го држи здивот, а не го стегаш телото. Ректум, секс орган, папок, држи клуч. Издиши, 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 издиши. Преку врвот на главата, преку прстите. Издиши, издиши. И сега вдиши. Издиши комплетно. Издиши, 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 издиши. Издиши. И сега мулбанд. Диафрагма клуч. Клуч на брадичката. Рацете нагоре. Енергијата преку рацете. Енергијата преку рацете. Рацете се веќе горе. Чувствуваш во својот простор. Држиш колку што можеш без здив и потоа кога мора да вдишеш, диши и издиши и полека спушти ги рацете. Остани со себе неколку мигови. Остани со себе неколку мигови. Остани со себе неколку мигови. Прекрасно. Веднаш се чувствува. Веднаш ке приметиш. Не прави нагли движења и полека ќе легнеш во релаксација. Само и со 1-2 минути сега приметивме колку многу се случува во нашето тело. И затоа мораме да бидеме предпазливи во праксата со внимание. Ако имаме прашање за техничкиот дел, слободно ќе се среќаваме за да поставувате прашања. Пишете ми како ви одговара најмногу, слободно и ќе ги одговориме на овој начин кога се среќаваме. Јас ќе гледам и сакам да имаме и во живо, дали преку YouTube или на Instagram, да имаме и заедно да правиме сад крија. И сакав да кажам дека многу е добро дојдено да споделиш твое искуство, меѓутоа да споделиш или да прашаш тоа што би сакал да споменеме и да зборуваме на нашите медитативни инспирации. Бидејќи праксата што ја правиме не е одвоена од животот. Праксата е живот. И животни прашања кои ги имаме како нешто за кое бараме одговор, можеме да ги споделиме, да ги зборуваме и дискутираме заедно. И на овој начин сите имаме корист и на сите ќе ни помогне, на тој кој поставува прашање, меѓутоа и сите ние ќе откриеме во себе за овој аспект, бидејќи никој не е поштеден од лекциите на животот кој ни се случува. Прекрасно. Многу ти благодарам за вниманието, повикај блиски, кажи им на твоите, сите ќе имаат корист, дури со 1 минута сад крија секој ќе има корист и може да практикува и да направи многу за себе. Евентуално тоа што најмногу прави за нас е оваа природна интелигенција која сега прави јас да зборувам и да движам со раката и да гледам и да слушам и се што значи движење и живот. Ти благодарам за вниманието. Наскоро се гледаме повторно. Ќе следи видео со самата пракса. До тогаш, еве го имаш ова видео, инструкциите и знаеш точно што треба да правиш. Среќно за сите нас. До наскоро во следната средба. Сад нам.